Во Дебар во организација на првата детска амбасада во светот меѓаши се одржа локална конференција на тема улогата на општината во реализација на детските права. На оваа активност се даа учество представници на локалната власт, представници на училиштата, неколку други надлежни институции и невладини организации. Представникот на првата детска амбасада во светот Меѓаши Драги Змијанац на локалната конференција го поздрави ангажирањето на општина Дебар во бројните активности во сферата на детските права и рече дека општина Дебар во континуитет учествува мощно и успешно на овие активности. Потоа тој истакна дека треба сите општини да се ангажираат максимално за реализација на правата на децата. И оно што морам да кажам е дека општините со кои работиме го имаат сличниот проблем, а тоа е иселувањето на младите. И сега тие кои се донесувачи на одлуки треба малце да размислат како да го стопираат тој процес и како да направат некаков тип на програма, активност, па дури и стратегија, каде што младите ќе ги задржат, ќе им дадат можност и ќе им овозможат не само да го реализираат нивниот креативен потенцијал, туку да бидат активно вклучени во сите политики кои ги донесуваат локалната самоуправа, општините, а се од нивни интерес, не како декор, туку како активни чинители во спроведување на програмите и активностите во нивното учество, ама и да се слушне нивниот глас во целост, да се испочитува. Сме имале неколку посети на градоначалници со младите кои посочиле кои проблеми и потреби ги имаат. И таква една средба имавме и со градоначалникот Хекторен. Му кажа се што треба да се направи во општината, од улично осветлување, од безбедност од куќињата, од киносала и уште не знам што уште, сето тоа е запишано во запис. И наша намера е да ги потсетуваме градоначалниците за тоа што се заветиле дека учениците, децата, младите во општината каде што растат, не само што ќе биде безбедна, туку ќе биде и прикладно место за кариерен раст и развој во нивниот живот. На конференцијата говореше и Кристина Василевска, директорка на Центарот за семејство и деца. Таа нагласи дека и во Дебар за време на анкетите се утврдени повеќе потреби на децата. Мене ми е многу драго дека Дебар е една од општините во кои што го пилотираме концептот за општини посветени на децата, што всушност се базира на концептот на Child Friendly Cities или градови пријатели на децата, иницијатива што се спроведува од УНИЦЕФ. Дебар е еден од градовите каде што сакаме всушност преку проектните активности целите да се вклучат децата и потребите на децата во локалното планирање. Всушност овој процес оди во неколку фази, нели? Ние веќе сме во мината фаза на имплементација на проектот, веќе со дел од вас се познаваме, сте учествувале во нашите активности, сме спровеле фокус групи, анализи, настани во Дебар. Меѓутоа сега овој денешен настан е всушност на некој начин иницијална каписла да почнеме конкретно да работиме на локалното планирање, односно на креирање на акцијски планови за тоа како децата би се вклучиле во локалното одлучување конкретно во Дебар. Процесот започнува со планирање, мониторирање, односно консултација директно со децата. Многу е важно значи децата да бидат вклучени во самиот процес. Тоа е една од иницијалните работи, затоа што самиот концепт на општини посветени на децата, тоа значи дека децата треба да ги споделат своите мислења, своите потреби, приоритети и всушност нивниот глас да биде слушнат од самите локални власти. Ние во дел од претходните активности сме имале работилница баш со младите и со децата од Дебар и баш би сакала тука да ги спомнам некои од работите кои што младите и децата ги споделија како нивни потреби, како нивни приоритети за самата општина, нели со надеж дека локалните власти ќе ги земат во предвид. Од аспект на јавен простор и вклученост во училиштата, децата имаат потреба во Дебар од формирање на библиотеки, простор за учење, простор каде што може да поминат време. Исто така истакна потребата од вклученост на родливите категории во секој аспект од живењето на нивото на општината, како што се ромите и лицата со попреченост.
И исто така, како што веќе спомна Драги, се залага за по-безбеден јавен простор каде што можат да се забавуваат, да играат, да имаат спортски активности и да може слободно да се движат без да одредени закани кои што, како што ги спомна, кочињата или пак небезбедните места за движење, како што се тротоарите поради преголемиот сообраќај. Градоначалникот на Дебар Хеку Рандука на оваа локална конференција нагласи дека општина Дебар во континуитет ги реализира активностите кои се во интерес на децата. Тој рече дека посебно внимание се посветува на нивните права и се преземени и реализирани бројни проекти во таа насока. Тој говореше и за престојните проекти, додавајќи потоа дека до денеска се направени максимални активности за престој на децата во градинката. Потоа направено е специјално катче за децата и друго. Локалната власт дава силна поддршка на овие проекти, додаде Дука. На конференцијата свој погледи изнесе и представник на детскиот парламент од гимназијата 28 ноември. Потоа експерти имаа своји излагања на тема за булизмот, значењето на емоционалната интелигенција и значењето на соработката на училиштата со родителите. Следеше организирање на панели и обука и активност на улогата на работните групи се со цел создавање на општина посветена на децата.